Добра вечер во дневникот на КТВ, 30 април 2025 започнуваме со подготвените содржини. На вчерашната седница на Советот на општина Кавадарци, градоначалникот Митко Јанчев ги елаборираше проектите кои ќе се реализираат со поддршка од унгарскиот кредит. Во делот на маđарскиот кредит, нас само не се искористени 2 милиона евра, 5 милиона евра не се аплицирани, после 1 мај ќе биде одобрувањето. Во вторите 5 милиона евра, веднаш почнуваме со тендерирање, после 2 мај потпишување на договорот со влада и ресорните министерства, пошто сме спремни комплетни со одобрение за градење, со проекти, со времени ситуации, со се. Тоа е тоа што го кажав, 2 милиона евра доградба на спортска сала, со фитнес сала, со куглана, со кафетерија во склопот на кугланата и 8 или 10 апартмани, нема фачи за збор, проектот го има, се е готово до изградба на самата сала. Самата сала ќе добие поголема атракција и повеќе приходи, се овие фудбалери, рекометари, ќе ги спестуваме по станови или било каде, ќе ги сместиме во тие простори, мислам дека ќе имат поголем приход и самата сала и од користење на кугланата и користење на гимнастичката сала. Втор проект е спа центарот, кој што ви го споменав, ви го кажав, по завршување на базенот, веднаш се отпуштува и со него, топла врска ќе има меѓу затворениот базен, со спа центарот, има 2 сауни, турска бања, джакузи, простори за физиотерапевти и околу 400.000 евра е проектиран тој проект. Трете, новиот пазар Времен, кој што беше се изграде, кој што го спомнав како биопазар, еколошки пазар, да се направи со 18 до 20 продажни места, дучари би ги нарекол, кои ќе ги даеме на располагање на ЈП комунарец и ќе ги изнаемува само на лица или фирми и субјекти кои ќе имат лиценца за органско производство, поготово автентичното производство на кавадарци, маджун, рачели, грозие, сладко и се друго, мигдали, путер од мигдали или било што, ќе си влезе советнич таму и секој еден ќе купи од таму, ќе знае дека сигурно купил органска храна. Трети проект тие, четврти проект картингот. Картингот со 450 евра вредност на поранешното шумарско училиште на општина Кавадарци што ги имаме плацат. Одобрение за градење извадено, се комплетно завршено, веднаш се тендерира, тоа е картинг, кој што е ветен и претходно, че имаме и за атракција, меѓутоа и за професионален дел, кај што можат нашите деца од најмлади години да учат сообраќај, да учат знаци, да учат возење, едукативно, а меѓутоа и некој може да се таму забавува или да се релаксира. И гасификацијата. Гасификацијата вкупна со процентната вредност во прва фаза беше да се приклучат сите јавни институции, државни и колективните домувања заедно со бизнис секторот од поголем обем. 800.000 евра се одвоени средства, веднаш се тендерира, добиени сите одобренија, тоа ни беше малку потешко, скоро 9 месеци одобренијата се вадеа, затоа што покрај направениот проект, покрај одобрението за градење, се вадат и дозволи за експлозиви, дозволи за заштита, има, значи, доста работа која што се заврши, меѓутоа тоа сето завршено и гасификацијата, здрави живи, по тендерирањето. Оставаме 800.000 евра, ја почнуваме и нема застанување на гасификацијата. Наредна година пак средства од Маđарска, пак одвојуваме милион евра. До година во септември пак 500.000 евра. 27 пак милион евра, се додека не стигнеме до таа фаза кај што се нашите очекувања за приклучок на индивидуални, колективни домове, јавни објекти и сето, со една блага резерва, а тоа е главниот цевковод, знаете дека се уште не е пуштено во функција, али очекувањето се како ни го градиме ова, тоа да го пуштат во функција. Доколку не го пуштат во функција, алтернатива ни е да користиме подвижни боци, по примерот на Куманово и на Струмица, со полнење, со експертиран газ, за да може да функционира. Се поплочуваат улици и тротоари во село Марена, станува збор за активност од заедничкиот договор за рурални средини, информира од општина Кавадарци. Под мотото «Имунизација, придобивка за сите» се одбележува годинава Европската недела на имунизацијата.
Вакцинацијата е важна затоа што спречува болести, ја штити заедницата, ги елиминира болестите, ги намалува трошоците за здравствена заштита, спречува епидемии. По повод неделата на имунизација, јавната здравствена установа, Општа болница со проширена дејност Кавадарци, денеска подготви пунктови за промоција и подигање на свеста и важноста од вакцинација за унапредување на здравието на младата популација. Доктор Мими Каровска во изјава за КТВ говори за значењето на вакцините и процентот на вакцинација. Како и секоја година, и оваа година, последната недела од месец април, е Европска недела за имунизација. Која е целта на Европската недела за имунизација? Да се подигне свеста кај населението за важноста на вакцинацијата во заштита на болести кои што се исклучително тешки и кои што можат да се превенираат со вакцини. Оваа година Европската недела за имунизација е насловена како имунизација придобивка за сите. Во склопот на нашата институција, Општа болница Кавадарци со проширена дејност, во текот на денешниот ден, во текот на систематскиот преглед, се делеа балони, се делеа мајци на децата кои што дојдоа за вакцина. Исто така на децата на систематски преглед кои што беа дојдени, кои што подлежеа на вакцина, му се поделија балони, односно мајци. Од 13 часот до 15 часот има 4 пункта во градинките. Тоа се градинката Изворче, Детелинка, Сонце и Гроздоберче, каде што тимови на здравствени работници ќе делат брошури и ќе објаснуваат за значењето на вакцинацијата во заштита на здравието на младите и унапредување на здравието на младата популација пред се, а како и колективното здравје, односно здравието на заедницата. Вакцините се најефикасна, најбезбедна и економски најисплатлива мерка за заштита од болести кои што се исклучително тешки, животозагрозувачки. Како резултат на вакцинацијата и високиот опфат со вакцинација, голем број од болестите се елиминирани. Значи, болестите се тука, не се искоренети. Благодарение на вакцините ги нема, односно не се јавуваат. Во последната деценија, па и повеќе од деценија, во последните 2 декади, се бележи тренд кај населението на намалување на опфатот на вакцинација. Тоа се должи како резултат на незнаење, недоволна информираност, недоверба во системот генерално, вклучувајќи го тука и здравствениот систем, одредени стигми, одредени предрасуди спрема поедини вакцини и страв кој што населението лично го има, меѓутоа ќе зборам тука дека тој страв е нереален, односно неоснован и не е во корелација со медицината базирана за докази. Медицината базирана за докази јасно кажува дека вакцинациите се безбедни, ефикасни, проверена мерка за заштита на населението од болести за кои што постојат вакцини. Како резултат на тоа, намален е опфатот на вакцинацијата, инаку за заштита на индивидуалното па и колективното здравје, опфатот на имунизација треба да биде над 95%. Во последно време се бележи пат на опфатот за вакцинацијата за сите вакцини на околу под 90%. Меѓутоа, тука се уште радува фактот што голем број од родителите ги вакцинираат своите деца или имаат одредени предрасуди за поедина вакцина, меѓутоа со сознанијата и со надминување и со подигнување на свеста кај популацијата се надминува и тие предрасуди, тие стравови, така да ги вакцинираат своите деца. Можам со сигурност да кажам дека 90% од родителите ги вакцинираат своите деца. 1-4% се двоумат дали да ги вакцинираат или не, меѓутоа сепак после осознавањето и подигнување на свеста кај населението се одлучуваат да ги вакцинираат своите деца. Радува фактот што тие што не ги вакцинираат своите деца се негде околу 2%. Се надевам дека тој тренд
ќе се намали и родителите ќе дојдат да си ги заштитат своите деца, ќе се подигне свеста за тоа што секое дете има право да биде здраво, секое дете има право да има квалитетен живот и да го унапреди своето здравје. Доброволното противпожарно друштво Сашко Гешовски со едукативно предавање и показна вежба во градинката Сонце. Дечињата и вработените покажаа високо ниво на обученост и како подарок добија едукативна противпожарна боенка, чии автори се членовите на Доброволното противпожарно друштво Сашко Гешовски. Ова показна вежба е дел од програмата за противпожарна заштита на општина Кавадарци. Денеска ова показна вежба е со посебна енергија затоа што се наоѓаме баш во градинката каде што имаме можност не само да изведеме ова показна вежба, туку и да се дружиме со најмалите членови на нашето општество. Ова показна вежба има за цел низ едукативни материјали, прилагодени за возраста на овие дечиња, преку боенки, преку анимирани филмови, да можеме од најмали нозе да ги запознаваме како треба да реагираат во случај на пожар. Заедно и во соработка со противпожарната единица како составен дел на општина Кавадарци, имаме низа показни вежби со кои што ги опфативме скоро сите основни и средни училишта, па сега еве и до најмалите членови на нашата заедница, каде преку овие начини не само да ги едуцираме дечињата, учениците, него и вработените кои што во случај на пожар како би требало да постапуваат. Сметаме дека ваквите показни вежби имаат голема улога и за вработените, и за учениците, но сепак и за нашите пожарникари, да знаеме кој на кое ниво е и во подобро да се запознаваме и со објектите и како треба да постапуваме во случај на пожар. Одлично помина вежбата спрема возраста на децата. Децата се добро едуцирани и ја користам ова прилика да искажам голема благодарност до Доброволното противпожарно друштво Сашко Гешовски за ова едукативна боенка, како и за анимираниот филм, што децата имаа можност да го изгледат пред одбивањето на ова симулација. Градинката Рада Поцева во сите 10 објекти редовно врши сервисирање на ПП апаратите, како и на хидрантите. Ова боенка е, виновници за ова боенка е дечкото Игор Јошев, заедно со другиот дел од екипата на Сашко Гешковски, го изработија, може да ви каже малце повише за боенката, како е изработена, кои символи се користени и така натаму. А како децата реагира на самото показна вежба денес? Па супер. Пријатно изненадени, добро обучени од страна на нивните негователки и само нека продолжат така. Ние ќе се трудиме со нашето присуство, со нашите вежби, да придонесеме за подобро здравје за децата и за сите на град Кавадарци. Денес со задоволство ја презентиравме нашата противпожарна боенка, која што е дел од едукативната мисија на Доброволното противпожарно друштво Сашко Гешовски. Боенката е изработена за најмладите и покрај развивање на ликовната уметност има за цел да ги едуцира најмладите како најбезбедно да се заштитат од пожари. Преку интересни и забавни илустрации децата ќе се едуцираат како да спречат пожари, како да се заштитат себе си и другите. Во боенката децата ќе ги запознаат и опремата на пожарникарите, работата на пожарникарите и дека пожарникарите се тука за да ни помогнат и не треба да се плашат од нив. Телефонскиот број 193. Изработката на боенката е од мене заедно со командирот на противпожарната единица Александар Чудамов и Лазар Грковски, кој е член на Доброволното друштво. Чест ми е да бидам од тим кој што вложува во иднината на здраво општество. Покрај боенката мора да го напоменам и традиционалниот противпожарен квиз Пожарко, кој што секоја година го организираме, кој што има за задача да ги развива
љубопитноста, знаењето на младите. Нашата цел е едноставна, но јасна, да креираме хумано, одговорно, свесно општество. Се надевам дека општина Кавадарци, како досега, ќе продолжи да не поддржува и да инвестира во развојот на нашите активности, како што се, например, набавка на нови таблети со кои што ќе ни овозможи полесно развивање. Во иднина планираме повеќе боенки, сликовници, едукативни видеа, видеоанимации за млади и многу други интересни содржини со кои што ќе се развие свеста кај младите. За крај би сакал да испратам порака до родителите, да им бидат водачи на своите деца, да ги учат како да се заштитат, да бидат добри луѓе и најважно од се да ги решаваат своите животни предизвици, бидејќи најголемите промени се решаваат со најмали чекори, а проблемите се решаваат само со соочување, а не со избегнување. Во тема на денот говориме со председателката на Форумот на жени на СДСМ за нивните активности. Вие сте со Дневникот на КТВ, тема на денот. Разговарам со Даниела Колева, председател на Форум на жени на СДСМ. Благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од Дневникот на КТВ. Ви благодарам на поканата. Секогаш ми е задоволство кога гостувам на телевизија КТВ. Добивте функција лидер на жените во СДСМ. Тешко ли е да се работи со еден дел од политичка партија? Навистина беше голем предизвик да се нафатам на оваа функција и навистина е голема функцијата, има голем број на активности, меѓутоа е многу важен дел од целата политичка партија СДСМ. Форумот на жени веќе 25 години откако постои. Мислам дека е бедемот на партијата, заради тоа што жените се тие што ја носат партијата и сите активности и во парламентарни избори и кога има локални избори, меѓутоа и во меѓувреме. Како пред 3 месеци бев назначена како председателка на Форумот на жени на СДСМ, веднаш започнавме со активности. Се чини некако дека има поголемо раздвижување на Форумот на жени. Дефинитивно. Има големо раздвижување заради тоа што првично структурата и базата сакавме да биде вратена, односно утврдена. Почнавме веднаш со активности, а голем предизвик беше организацијата на 8-мартовскиот марш кој што се одржа во Струмица, кој што не е традиционален. Консолидирана ли е партијата после катастрофалниот резултат на изборите? Дефинитивно и тоа многу брзо после катастрофалниот резултат. Мислам дека веќе сме и структурно, меѓутоа и мобилизирани да веќе пред локални избори да излеземе со најдобрата постава што имаме во партијата. Ние не смееме да ги заборавиме сите оние проекти и политики кои што ги водевме 7 години, кои што допринесоа да државата дојде до развој до кој што е денес. Ќе ги набројам дел од нив и после ова што можам да го кажам во врска со форумот, затоа што како Форум на жени ќе нагласам дека освен активностите кои што ги вршиме за зајакнување на економската моќ на жените, и тоа не само во партијата, туку во целото општество, знаеме дека жените како жители, како граѓани во Македонија се 50%, меѓутоа ги немаат истите права. Јас како бројки, бидејќи анализирам често статистички бројки и анализи, гледаме дека само 18% од жените се на раководни функции. Од вкупниот број раководни функции 18% само се жени. А од друга страна пак ако видиме дека жртви на семејно насилство 12% се мажи, останатите се жени. Што значи дека многу има разлика во бројот на жени на раководни позиции, а од друга страна жените се многу голема бројка жртви на семејно насилство. И според мене тоа е едно со друго поврзано. Ако ние јакнеме жената економски, ако жената понатаму има сигурно вработување, ако има добра плата, таа ќе биде економски моќна и јака и ќе може никогаш да не дозволи да биде жртва на било какво насилство. Меѓутоа, секој општество, секоја институција, секоја организација е подобра доколку има ист процент на жени колку што има и мажи. Жените многу допринесуваат и во партија, меѓутоа и во општеството. Имаме една многу добра програма која што ја изгласавме на извршниот одбор на Форумот на жени
Имаме и централен одбор на форум на жени, кој што го утврди новиот извршен. Веќе ги имаме и сите работни тела внатре. Меѓутоа имаме моментално избор на председателки на општинските форуми низ цела држава. До недела трае огласот, еве сакам да ги мотивирам сите жени кои што се заинтересирани да се пријават. Тука имаме жени кои што имаат многу голем капацитет во рамки на партијата. И сега и моја задача како председателка и задача на сите останати членови на партијата е да ги детектира тие, да ги идентификува тие жени и нормално да ги регрутира, да ги повика и да им даде шанса. Јас имам одлична комуникација и со сите жени и со нашите другари со партијци, кои што во поголем дел се председатели на општински организации низ државата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и од кои што барам секако предлози за жени кои што би можеле да Има ли жени председателки на општинските организации? Има жени председателки. И можам да ги пофалам и да кажам дека тие општински организации доста добро работат. Има многу добра соработка и со членовите, меѓутоа и со граѓанскиот сектор и со сите граѓани во таа општина. Често одржуваат активности, меѓу луѓето се сите политики и мерки кои што понатаму ги предлагаме ние како партија, баш доаѓаат од граѓаните и видливи се. Тоа ми е важно, значи жените да бидат видливи. Жените од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија секогаш биле видливи и понатаму и така ќе остане. Една од поголемите активности беше 8-мартовскиот марш во Струмица годинава се одржа. Испративте пораки од таму. Што е така поголема активност со оглед на тоа дека веќе доаѓаат и локалните избори? Така е, значи традиционално 11 пат се одржува 8-мартовскиот марш и навистина имав само еден месец за организација, меѓутоа имавме околу 4000 жени и мажи кои што заедно марширавме во Струмица, беше одличен настан, беше и времето убаво, ја испративме нашата порака, исправени заедно за еднаквост, правда и мир. Со тоа сакаме да кажеме дека секогаш ќе чекориме заедно, жените и мажите, и секогаш ќе чекориме за да бидеме исправени пред сите предизвици. Пред се, секогаш треба да бидеме еднакви. Кога веќе ќе дојде моментот да за некоја позиција не се гледа дали е жена или маж, тука ќе се гледа капацитет и квалитет, тогаш сме го постигнале тоа што го бараме. Ние работиме на покрај тоа што одржуваме и планираме и каравани, планираме и кампањи за женско здравје, за женско предприемништво, за младите жени, учеството нивно. Покрај сите тие активности, трибини, јавни дискусии, панел дискусии кои што ги работиме на обуки и на јакнење на капацитетите на жените. Жените имаат потреба, ќе кажам еве пример, комуникативни вештини, имаат потреба од дигитални вештини, имаат потреба од постојано да се надоградуваат. Ние работиме на обуки со жените на кои што ги надоградуваме да можат да се формираат како личност кој што ќе биде исправена пред сите предизвици и да излезе јавно говорење, вклучена во општеството и ќе може пред се да ги застапува другите жени, да ги детектира кои се тие проблеми кои што ги засегаат и да ги застапува и во заедницата и во локална самоуправа, меѓутоа и на централно ниво, сите жени заедно со нивните проблеми. Локалните избори се во октомври, веќе се осеќа таа наелектризирана, би рекол, атмосфера пред избори секогаш. Каква е процедурата, што се случува во овој момент? Има ли познати кандидати за градоначалници од редовите на опозицијата? Нема се уште познати кандидати, моментално се прават анкетите. Исто така започната е процедурата од денеска, во која што во СДСМ ќе може да се врши кандидирање и само кандидирање на кандидати за градоначалници и за советници. Мислам дека ќе има многу добри предлози, конструктивни како и секогаш. Ние имаме една отворена и транспарентна постапка во која што се повикуваат членовите на местните организации, секој си предлага секако со свое образложение свој кандидат. Еден, двајца и повеќе кандидати. Од тоа што го кажав, имаме луѓе со доста капацитет во партијата и мислам дека ќе има поголем број кандидати, меѓутоа заедно со анкетите на крај ќе се одлучи целото раководство кој да биде кандидат. Има ли повеќе амбиции кај повеќе членови на партијата? Па, мислам дека има. Од тоа што разговараме со моите сопартијци има и треба да има. Мислам дека секој треба да се бори
да не биде некоја работа нереална, од почеток да се откажува. Треба да се истапува и добро е кога има конкуренција. Треба да има здрава конкуренција, тоа е добро. Заради тоа што тоа е еден начин на кој што може да се подобрува целата заедница и целата општина. Жените се активно вклучени во кампањите, сигурно тоа ќе биде така и за локалните избори. Па жените, мислам дека најголемиот дел паѓа товарот на жените. Тие се секогаш и вредни, исполнителни и ја завршуваат работата до крај. И мислам дека и како и претходните кампањи и сега, сепак жените ќе бидат оние најистурени играчи кои што ќе може да бидат вклучени во самата кампања и со идеи, и со промоција, значи, на кандидатите. И мислам дека со добра програма која што исто во теке, во изработка, веќе и при крај, имаме многу различен пристап сега и начин на кој што ја изработуваме програмата. Собираме мислења, значи, од сите граѓани и мислам дека ќе имаме една добра, различна, креативна програма која што ќе биде прилагодена на моменталната ситуација и во општеството и на нашата локална самоуправа. Како председателка на форум на жени ќе инсистирате ли на поголем број жени кандидатки за градоначалнички? Секако. Јас можам да кажам дека ние сме предводници како партија во делот на 50% застапеност на жените. Ние сме 50% застапени во сите тела на партијата. И во извршниот одбор, и во извршните одбори на општински организации, и во централниот одбор, и на советничките, и на пратеничките листи. Тука сме предводници и ние индиректно го зголемуваме бројот и во локалните самоуправи, бројот на жени и во собранието. Се надевам и другите партии ќе почнат, иако е минималниот број 40% на жени, 50% да има застапеност на жените, за да бидат жените вклучени што повеќе. Пак ќе кажам, значи тоа е тврдење и факт кој што е произлезено од релевантни истражувања. Сите институции и организации кои што имаат еднаква застапеност на жените и мажите работат многу подобро и поуспешно. Сега сте во опозиција, како го цените работењето или каква е соработката според ваша оценка на централната власт со општините, споредено со тоа кога беше СДСМ централна власт? Да, па додека бев пратеничка, последниот мандат на СДСМ многу често гостував тука во вашата телевизија и изборувавме за голем број на проекти. И навистина е видливо тоа што СДСМ како власт го вложи не само во Кавадарци, во сите други општини. Вложуваше во детски градинки, имаме и во Кавадарци добар пример што може да го видиме, значи и новата детска градинка и реконструкциите, доградбите на старите детски градинки, реконструкцијата на училиштата, спортските сали, проекти кои што се од претходната власт на СДСМ, а кои што беа финансирани, а сега ќе ги довршува оваа власт, се домот за лица со попреченост, домот за стари лица, потоа затворениот базен, тоа се проекти финансирани од претходната власт. Граѓаните знаат затоа што јас ги најавував често. Сега она што може да го видиме дека последната речиси цела година додека е на власт ВМРО-ДПМН, јас не гледам, може би има, ама не сум видела до сега некој проект нов финансиран од централната власт на ВМРО-ДПМН. Да, општините конкурираат со проекти за средства од унгарскиот кредит. Од унгарскиот кредит, меѓутоа слушнавме дека има најава за сауни, за картинзи, за такви проекти кои што не знам кој ќе биде бенефитот од тие такви проекти, особено заради тоа што плаќаат и камата граѓаните. Значи, кога се зема таков кредит огромен, треба да се знае пред се за што се зема. Претходно, сите кредити кои што се зема за локални патишта. Имаше кредит од 70 милиони евра, кој што проект за поврзување на локални патишта, од кои што се направени 11 улици овде во Кавадарци. И на сите други општини. Значи, знаеше тогаш власта зошто го зема кредитот, наменски, и ги троши само за локални патишта. Сега распределбата на средства од кредитот е спрема број на жители, спрема глава на жител, соодветно добива и општината, и дел од градоначалниците велат дека тоа е и релевантна распределба на средствата, а не спрема желбата и љубовта на... Па добро, ние претходно имавме, мислам дека и повеќе од 20 милиони евра за 7 години проекти од власта на СДСМ овде во Кавадарци, така да ништо можам да кажам дека не е лошо што може да се распределат тие средства, но многу е лошо кога не се знае за што се.
се доделуваат средствата и сега приоритетите кои се? За кој проект? Дали граѓаните се прашани? Дали сакаат тие средства да бидат наменети за сауна и за други работи кои што во моментот други граѓани имаат друг приоритет. Значи, треба да се знае зашто се тие наменски средства земени за кредит, поготово заради такви високи камати кои што се плаќаат. И сега мислам дека има приоритети кои што при транспарентно едно работење би можеле граѓаните да си кажат што сакаат во моментот како проект да го имаат овде во локалната самоуправа. После изгледа голем број на реализирани проекти кои што го средија ликот на градот. Сега одиме и со некои поурбани ставки во проектирањето за подобрување на урбаното живење. Па, дефинитивно ликот на градот најмногу се средио заради поддршката од претходната власт. СДСМ ги поддржуваше сите локални самоуправи, независно од која политичка партија доаѓа градоначалникот, и така треба да продолжи и оваа власт сега. Но оваа власт гледаме дека не го прави тоа, гледаме какви работи се случуваат, значи нема одобрени проекти, поврат на ДДВ, значи градоначалниците од СДСМ се жалат постојано на тоа и тоа не е во ред. Не е во ред заради тоа што јас ќе ги потсетам, власта треба да биде власт на сите граѓани. Градоначалник треба да е градоначалник на сите граѓани. Нема тука делба, се работи во интерес на граѓаните. Треба се слушнат граѓаните прво, што им треба нив, што им се приоритети нив, а потоа да се прават и да се градат такви проекти и пак ќе кажам тоа да се прави наменски. Јас искрено, не само во Кавадарци, јас не сум видела проект низ целата држава. Ако има некој проект, еве нека излезат нека кажат. Проект нема, цела година се на власт. Ниту има проект, ниту има социјална мерка. Сега, ако почнам јас да ги набројувам сите социјални мерки, сите проекти и сите политики и закони кои што ги донесовме ние, можам 10 сати да ги кажувам овде поред. Затоа што граѓаните се тие кои што ги осетиле тогаш. Но еве не помина година и тие веќе чувствуваат дека еве една година нема ниту еден проект. Велите дека донесовте голем број на мерки кои што беа во интерес на граѓаните, меѓутоа резултатот на изборите беше доста лош да, за СДСМ. беше лош заради тоа Значи ли тоа дека ДУИ беше товарот на СДСМ и се размислували повторно за коалицирање со ДУИ за време на локалните избори? Тоа е една од причините, меѓутоа ние имавме голем број на коалициони партнери кои што секако си имаа своји услови и одржувавме една коалиција која што на крајот излезе дека е неодржлива. Но сепак со години се менаџираше успешно тоа. Со таа бројка на пратеници се менаџираше успешно и тоа во ковид криза, економска криза и енергетска криза. Во сите тие три кризи ниту еден ден не задоцни плата на работник. А гледаме сега протестира културните работници заради задоцнети плати и тоа можеби повеќе од 10 дена. Во тие сите кризи се зголемуваа плати. Плати има зголемено некои до 100%, некои од 60 до 80%. Сега не се зголемуваат плати. Во сите тие кризи се донесоа многу важни закони, како недела неработен ден, како поврат на мој ДДВ, како закон за надоместок на стечајни работници, социјална пензија се воведе. И голем број на мерки кои што на вистина граѓаните имаа бенефит од нив. Ние секогаш како приоритет го гледаме граѓанинот и што е неговата потреба. Сега во моментот, еве цела година гледаме дека такво нешто нема. Значи може да се владата сите обврски да се ги тера со набавки на екзотични овошја и сето тоа што прави. Може по 60 души делегации да одат и во Будимпешта, и во 2 пати во Америка, во Дубај, каде одат секаде. Тоа го тера цело, но ова културните работници што треба да земат плата, не ја земаат на време. Покачување на плати нема никакво, само порамнување. Многу е лошо и граѓаните го чувствуваат веќе и понатаму уште повеќе ќе го чувствуваат. Континуитет треба да има. Анкетите покажуваат и понатаму убедливо водство на ВМРО ДПМН пред СДСМ. Како гледате на тој резултат? Мислам дека резултатот лани, ќе го прокоментирам накратко, беше заради една огромна манипулација која што ја направија ВМРО ДПМН и една голема лага и се што ветија сега програмата, ако ја земеме да ја разлистаме, од тоа што го ветиле, ама нема ни почнато ни 1%. Значи, они ветија многу работи, излагаа, па дури ги фатија
луѓето со песни, со не знам што во текот на кампања и не сме ја слушнале таа песна пак од тогаш. Значи малку се подзаборавија и мислам дека оваа анкета што ја прават последна, ја видовме, е направена од фирма која што има добиено 400.000 евра од самата влада. Значи, не знам прво, колку е тоа дозволиво владата да плаќа за анкети. Второ, да се прави таква анкета еден ден пред трагичниот настан што се случи во Кочани, пред да се случи тој погреб на дечињата кои што загина, мислам, не е хумано пред се, камоли па такво нешто да се прави друго. Моја предпоставка и она што го тврдам и од анализи можам да го кажам е дека претходното владење на ВМРО-ДПМНЕ најмногу на крај кога изгубија ги чинеше нивната арогантност и нивното малтретирање на луѓето. Значи, дали на работно место, дали вршење притисок на луѓето, едноставно секако вид на притисок. Тогаш го видовме тоа после неколку години, а сега го гледаме многу брзо. Значи, веќе е почнато. Јас сум во контакт со луѓето, јас бев 4 години пратеничка, мене луѓето, граѓаните со граѓаните мои уште ми се јавуваат. Кажуваат дека не го гледаат тоа од ВМРО-ДПМНЕ. Значи, не се контактибилни, не го завршуваат тоа што тие го бараат од нив, не работат транспарентно и мислам дека пак се на тој пат да го направат за многу побрзо време тоа што беше причина за нивното губење на власт претходното владење. Благодарам што бевте наши гости. Во интерес на времето тука завршуваме. Секако ќе ги следиме изборите, сите активности. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Продолжуваме со дневникот. Сојузот на синдикати на Македонија утре на протест со истото барање како лани протестираме за најмалку 500 евра минимална плата. На 1 мај протестираме за плата. 1 мај е денот кога во 1886 година работниците излегле на демонстрации, се бореле за 8 часовно работно време. Нешто што денеска за жал ниту во Македонија не го имаме. Сојузот на синдикатите на Македонија, како сите прави синдикати, на 1 мај излегува на протест да демонстрира, да бара зголемување на минималната плата на најмалку 500 евра, да бара зголемување на сите останати плати за 100 евра, да бара почитување на колективните договори и зголемување на платите на вработените согласно придобивките од истите. На 1 мај, Сојузот на синдикатите на Македонија, за наша среќа, дел од другите синдикати кои застануваат на оваа страна од барикадите против оние кои се борат за намалување на работничките права или за незголемување на работничките права. Борците за работнички права и активистите за работнички права и сите поддржувачи на работничката борба излегува на улица во точно 11 часот од предработничкиот дом, каде што ќе упатиме пораки до собранието, до Стопанската комора и до владата. Нашите барања не се од денес, не започнаа вчера и нема да завршат утре. Протестот е начин на 1 мај да изразиме незадоволство од висината на платите кои ги примаат работниците во Македонија, а како што многу пати сме кажале досега, се најниски во регионот, а да не зборуваме и за пошироко. Сојузот на синдикатите на Македонија ги повикува сите кои му мислат добро на работникот во текот на утрешниот ден, 1 мај, во 11 часот, да ни се приклучат на работничкиот протест, како што кажав, со рутата на движење, собрание, Стопанска комора, влада. Денеска, синдикатите во Македонија имаат многу причини да излезат и да демонстрираат и да протестираат, а не да прославуваат. Денеска имаме можност да покажеме дека сме тука за работниците. Заев јадеше живи луѓе, дали Филипче и на тоа се восхитува и дали и од тоа учи. Прашање што на денешната пресконференција беше поставено од владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Зоран Заев јадеше живи луѓе. Дали Филипче и на тоа се восхитува и дали и од тоа учи? Венко Филипче беше многу дециден. Кажа дека од Заев народот треба да учи и дека нема друг како него. Воедно сме сигурни, канибал како Заев, кој пред избори најави дека ќе јаде живи луѓе и го стори тоа, нема. Дали Венко Филипче се води од методите на Заев и дали и тој сака да јаде живи луѓе? Дали Венко Филипче сонува да дојде на власт за од чистачка до министер да вработува по партиски клуч со книшка на СДС?
како што тоа Заев го кажуваше во Валандово, а потоа и го реализира. Дали Венко Филипче се води по примерот на Заев и сака да биде ист како него? Очигледно е дека Венко Филипче премногу се заживеал во улогата на чувар на тронот во СДС, па во целост го презел карактерот на Заев. Венко Филипче треба да знае дека народот одамна го испрати Заев и неговите политики во историјата. А тој е на добар пат да му се придружи. Македонија е на дното во регионот по економски раст и според Светска банка, рекоа на денешната пресконференција социјалдемократите. Светската банка ја ревидираше својата проекција за растот на македонската економија за 2025 година од 3% на 2,6%. Надолната ревизија продолжува и за 2026 година со очекуван раст на бруто домашниот производ од 2,7% наместо претходно проектираните 3,2%. Станува збор за сигнал кој произлегува од реалните економски текови, не од желби и политички маркетинг. Светската банка не се занимава со риторика, туку со економска логика, според која и во 2027 година се очекува раст од 2,8% и тоа треба да го земеме сериозно. Ако ја погледнеме и регионалната перспектива, Северна Македонија се соочува со уште еден неповолен факт. Нашата земја има најниска проекција за раст во регионот на Западен Балкан за 2025 и под регионалниот просек од 3,2%. Истовремено Светска банка забележува дека земјата се соочува со проширен фискален дефицит, слабење на трговската позиција, на номинално забавување на инфлацијата, но при тоа идентификувајќи домашни ценовни притисоци кои сигнализираат дополнителни ризици за стабилноста на куповната моќ. Сето ова упатува дека просторот кај Светска банка го детектира за брзо економско закрепнување е многу потесен отколку што се представува во јавноста од страна на владата. Почитувани, со ова надолна ревизија на проекциите, Светската банка укажува дека македонската економија во моментов не покажува динамика која би можела да подржи стапка на раст над 3%. Во таков контекст, проекциите за 3,7% или други 4% што ги слушаме од одредени владени представници се повеќе личат на претпоставки, отколку на факти произлезени од економска анализа. Најдобра потврда за тоа се тековните макроекономски индикатори, индустријското производство, како чувствителен барометар на реалната економија, кои покажуваат длабока, нестабилна слика. Од септември до декември 2024 година бележеше континуиран пат со минимален позитивен раст во јануари од 1,4%, за потоа повторно да се врати во негативна зона од минус 0,8% во февруари. Овие флуктуации упатуваат на отсутност на предвидливост и стимулативна економска политика. Истовремено имаме нарушување на ликвидноста кај компаниите, поради доснење на повратот на ДДВ и на исплатата на договорните обврски од страна на државата, што дополнително ја згаснуваат економската активност. Времето за кој фирмите чекаат наплата од државата по основ на ДДВ достигнува од 6 до 9 месеци, што е системски ризик која намалува стопанската активност. Што се однесува до средства од унгарскиот кредит, 250 милиони евра за приватниот сектор и 250 милиони за општините, се уште тие не се рефлектираат во агрегатните податоци. Доколку тие беа ефективно инкорпорирани во економијата, се очекуваше барем иницијален сигнал за инвестицијска активност, но таков сигнал не постои. Дополнително, реализацијата на капиталните расходи на централно ниво изнесува само 13,55% до крајот на април, а кај општините просекот е околу 3%, со екстремни случаи и под 1%. Под вакви услови, очекувањето за раст од над 3% на бруто домашниот производ се економски неосновани. Ниту една економија не може да генерира раст без продуктивни инвестиции, било да се јавни или приватни. Затоа не станува збор за тоа дали бројките на Светската банка се точни. Станува збор за тоа дали сме подготвени да се соочиме со фактите. А фактите велат: тековната економска политика на владата не создава простор за здрав и одржлив раст на
бруто домашен производ над 3%. А од друга страна, имаме владен модел во кој очекувањата се повисоки од капацитетите. Но дури и проектираниот раст од 2,6% нема да го почувствуваат граѓаните. Инфлацијата и понатаму ја нагризува куповната моќ. Индексот на трошоците на живот во првите 3 месеци од годинава се движи од 2,7% до 5%, додека цените на мало растат со слична динамика од 2,2% до 5,2%. Што значи дека основните производи стануваат се помалку достапни и поскапи. Северна Македонија останува земја со најниски плати во регионот, а истовремено со едни од највисоките цени. Додека пак владините мерки за ограничување на маржите, онлайн објавување на цените од страна на маркетите, како и символичните обиди со новогодишна кошничка, останаа без резултати. Празничната трпеза за 1 мај ќе биде поскапа и поскромна за работниците. Почитувани, ако нешто е опасно за економијата, тоа не е надолната корекција на проекцијата на Светска банка, туку високата самодоверба во сопствените илузии. Време е да се напушти комуникацијата на желби и да се премине кон политика на резултати. Економијата не простува игнорирање на реалност. Таа секогаш ги наградува оние што действуваат врз основа на факти, а не на желби. Од спортот, ракометот и ова лето ќе биде во центарот на вниманието, особено кај младите категории. Погледите ќе бидат цвртени кон македонските младинци кои ќе бидат дел од светското првенство кој ќе се одржи во Полска во месец јуни. Младите ракометни селекции на Македонија ова лето ги чекаат сериозни обврски. Младинската репрезентација на Македонија, предводена од селекторот Раде Стојановиќ, од 18 до 29 јуни годинава ја очекува настап на светското првенство во Катовице, Полска, а нашите младинци заривали во групната фаза ги добија Исланд, Романија и Фарските острови, која пак доби вајлд карта од ИХФ за ова надпреварување. Најдобрите две селекции ќе продолжат во главната рунда. Машката кадетска репрезентација исто така ќе има свој предизвик и за противници ги доби репрезентациите на Словачка, Германија и Португалија. Женската младинска селекција се најде во групата А за следното европско првенство, каде ќе се сретне со Полска, Унгарија и со репрезентацијата на Чешка. Женската кадетска репрезентација ја очекува Европското првенство за ракометарки до 17 години, каде нашата селекција беше излечена во групата Б заедно со селекциите на Словачка, Португалија и на Германија. Првопласираните две во секоја група, плюс двете најдобро третопласирани екипи, ќе продолжат во четвртфинале. Европското првенство ќе се одржи во период од 30 јули до 10 август оваа година. Да напоменеме дека машката кадетска ракометна репрезентација на Македонија ги доби и противниците во квалификациите за пласман на Европското првенство во 2026 година. На жрепката во Виена, Македонија се најде во квалификацијската група Д, заедно со репрезентациите на Грција, Финска и Луксембург. Квалификациите се закажани за периодот од 31 октомври до 2 ноември годинава, а пласман на Европското првенство ќе обезбедат двете најдобро пласирани репрезентации од секоја група. Утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност, ќе дува умерена долж по Вардарието повремено засилен ветер од северен правец, попладне ќе има услови за краткотраен локален дожд и појава на ретки грмежи. Температурата ќе достигне максимално до 28 степен. Тоа беа содржините во дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте секое добро.